Да го прочитаме Филипјаните, поглавје 4, стих 13. И напишано, сможам преку Исус Христос, кој ме крепи. Речено е, сможам преку Бога. Бог ни овозможи да правиме се, покани во тоа и поврза како тим. Всушност, за Бога, ние сме од мала помош како тимски членови. Но тој им цени и ни даде можност. Драги мои, Небесниот Отец и Небесната Мајка ги водат сите задачи што не можеме да ги направиме со наша сила и способности, и ни даваат можност да добиеме такви небесни награди. Не треба ли навистина да им бидеме благодарни? Сите, верувате ли во Бога? И јас верувам во Бога. Ако веруваме во Бога, тогаш мораме да веруваме и во Божите зборови. Јас верувам, а и вие сите, во Божите зборови, сможам преку Исус Христос, кој ме крепи. Од сега натаму треба да велиме, можам с, а не, мислам дека не можам. Нема да успеам, такви изрази не смееме да користиме. Бог јасно ни рече дека можеме с. Јас можам с. Ти можеш с. Ние можеме с. Колку навистина среќни и самоуверени стануваме кога веруваме во ова. Бог му рече на Мојсей да го испружи својот стап кон Црвеното море. На Исус Навин, тој едноставно му заповеда да маршира околу Ерихон 7 пати за да го освои. Не беше со силата на Исус Навин освоен Ерихон, ниту со силата на Мојсей разделено Црвеното море. Тие едноставно послушаа и извршија точно она што Бог им заповеда да го сторат. Тогаш, што ни заповеда Бог да правиме денес? Да погледнеме во Матеј, поглавје 28. Во книгата на Матеј, поглавје 28, стих 18, е напишано. А Исус, кога се приближи, проговори и рече, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи. Кога одиме, сите стануваме учители. Сите народи стануваат наши ученици. Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. Бог му рече на Мојсей да го испружи својот стап кон Црвеното море и му заповеда на Исус Навин да маршира 7 пати и да извика. На нас Бог ни рече да одиме. И учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Сите вие верувате во Бог, јас верувам во Бог. И сите ние веруваме во Бог и неговите зборови. Ако веруваме, не смееме да се сомневаме дали овие работи ќе се исполнат или не. Самото сомневање станува доказ дека Светиот Дух не е со нив, со што е невозможно Божјата промисла да дејствува таму. Марко, поглавје 9, стих 23. А Исус му рече, ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. Во работите што ги преземаме со вера, поволни исходи ќе следат, додека во работите преземени без вера, негативни последици неизбежно ќе настанат. Нема ништо што не можеме да направиме кога постапуваме со вера, Бог ни овозможува да правиме се. Возлюбени, ке се извршува преку силата Божја кој даде мана во пустината. И се остварува со моќта Божја кој го раздели Црвеното море. За нас зборот impossible не постои. Мораме да го разделиме зборот impossible, исто како што беше разделено Црвеното море.
Кога ќе го разделиме, што се појавува пред нас? Impossible, нели? Бог ни даде моќ да го претвориме impossible во possible. Колку е тоа прекрасно? Се е можно во Бога. Затоа Евангелието секогаш треба да се извршува со вера во Бога, а не со вера во нашите сопствени способности, бидејќи тоа би било невозможно. Се надевам дека сите деца на Сион никогаш нема да го заборават Бога и секогаш ќе го чуваат во своите мисли. Со тоа го завршувам денешното слово. Ви благодарам многу.